Другарче, ова што ќе ти го раскажам се случило пред околу 2500-2600 години. Го овековечил и преживел Тукидид, историчар и војсководец. Го овековечил во своето дело Пелопониските војни. Имено во тоа време у светот постоеле две веле сили. Тоа биле Спарта и Атина. Тоа биле градови и држави. И под нивна власт биле стотици други помали градчиња, островчиња. Сега, спартанците им паднало око едно островче у Егејско море, малечко, островче држава. Им било од стратешко значење. И пратиле своји дипломати таму да преговарат со локалните владетели. И дипломативе им понудиле: слушај, или ќе паднете под наша власт, или ние ќе дојдеме, ќе ви ги силуваме жените и ќе ви ги утепаме мажите. Ако се согласите да паднете под наша власт, ќе ве поштедиме сите и ќе ви дадеме некаква автономија. Овие засилени, мислејќи дека позади нив стои и ќе ги штити Атина, го одбиле предлогов. Спартанциве отишле кај атињаните и се договориле да направат трампа. Овие атињаните да им го дадат ова мало островче во Егејско море, а па овие да им дадат на нив за возврат некое во Јонско море, што било од важно стратешко значење за атињаните. И кога се договориле, спартанциве пратиле војска на тоа малото островче, ги заклале сите мажи, им ги силувале жените и тоа племе престанало да постои. Од тогаш па до ден денешен во светот на меѓународните односи важи едно правило. Силата е пред правото. Така да што денешни овие што се мали има два избора. Или морков, или стап. Ако не кркаш морков, ќе кркаш стап. Кој свати, свати. Кој не ќе пати. Тоа е.